Денес учествувавте на министерски појадок во рамки на 4-тиот дигитален самит на Западен Балкан. За што разговаравте? Да, посебна чест ми беше да учествувам на овој состанок кој што се одвива во рамки на дигиталниот самит, 4-тиот дигитален самит, на кој што се зборуваше дека економски раст за регионот, но и за секоја држава поединечно не е возможен со забрзан чекор, да кажеме, без дигитална трансформација. Тоа веројатно сите многу го дискутираме во нашите држави, но ми беше честито да ги презентирам и оние чекори кои што нашата држава ги преземе во областа на образование. Затоа што и тука се заклучи од сите говорници дека без напредување на образованието и без вклучување на дигитални процеси во образованието и подготовка на младите за дигиталниот свет не е возможна дигитална трансформација на нашата земја, а со тоа и на нашиот регион. Многу е значено да сите политики ги поврземе и да бидат речиси идентични или слични за сите земји во регионот, се со цел да комуникацијата и имплементацијата на тие политики биде заедничка и да оди побрзо, за да може побрзо да фатиме чекор со развиените земји, кои што навистина длабоко се во процесот на дигитализација. Сметам дека образованието како основа веќе покажува иницијативи во нашата држава. Вие ги гледате и сите оние дискусии кои што ги водиме за новата концепција за вклучување на дигитално учење или дигитална писменост во самите основни училишта, дигиталните учебници, платформите кои што ги воспоставивме, и сето тоа за една година укажува дека навистина како држава се позиционираме повисоко од останатите земји и дека навистина може да споделиме позитивни искуства. Секоја држава од оние кои што презентираа тука се соочува речиси со истите предизвици со кои што се соочуваме и ние, но навистина беше задоволство да се види дека ние веќе ги превземаме чекорите кои што се потребни и дека побрзо или забрзано ќе фатиме чекор со развиените земји. Како што кажавте, дома веќе работиме на дигитална реформа на образовниот процес. Какви се искуствата подетално нешто не споделите со другите земји од регионот? Па, секоја земја на различно ниво, главно тие се занимаваат со истите прашања кои што ги имаме ние, е-дневник или дигитализирани дневници кои што ние сега ги воведовме како единствени од оваа учебна година, со податоци за ученици, наставници и училишта кои што се во дигитална верзија. Тоа е нешто кое што во Министерството го имаше кога дојдов, сега ние го направивме функционално, или да имаме навистина податок за секој еден ученик и секој наставник во системот, тие да имаат нивни лозинки и кориснички имиња во националната платформа која што е единствена и како таква ја користиме на ниво на целата територија на државата, преведена на сите јазици, што не е случај во другите земји, што укажува дека навистина сме понапред. Ние успеавме да направиме посебна платформа за колаборативни или интерактивни учебници кои што се функционални за 4-то оделение и исти да ги спуштиме кај учениците, што е исто чекор плюс од другите земји. Сите тие се соочуваат со овие предизвици и работат на овие прашања. Секако дека тие исто така забрзано работат и на дигитализација на администрацијата, но за тоа ќе зборува другиот министер кој што е тука со мене од нашата влада, тоа е Јетон Шакери. Само што значи ковид пандемијата ни покажа дека можеме да функционираме и онлайн и во образовниот процес. За оваа година кои се вашите очекувања? Да, минатата година не заради тоа што сакавме, туку затоа што моравме да се соочиме со предизвикот, покажавме дека имаме образование кое што брзо може да се трансформира, но исто така ја искористивме таа состојба на ковид за трансформација на образованието во модерно образование кое што ќе биде и многу поотпорно на идни потреси, кои што покажа во првата година, ако се сеќавате 2020, второто полугодие, дека навистина се случи да системот тешко се справува со вакви предизвици. Сега искреиравме еден порезистентен систем кој што понатаму на вакви шокови ќе реагира многу пофлексибилно и многу побрзо ќе може да се адаптира. Минатата година целосно одевме со онлайн учење за погорните оделенија од 4-то нагоре, додека за првите 3 оделенија одевме со физичко присуство во комбинирани групи и поделени. Оваа година, заради тоа што имаме повеќе информации за пандемијата, знаеме кои беа искуствата од една година претходно, како влада, заедно со Министерството за здравство, утврдивме дека е можно започнување со физичко присуство. До денеска наставата се одвива со физичко присуство, секако имаме и онлайн ученици кои што одат онлайн ученици, но тоа е оние кои што имаат здравствени причини или други причини кои што се оправдани. Сепак во највисок интерес на учениците е да останат во училница, затоа што на училиште не само што се добиваат знаења, туку исто така се има и социјализација, се штити менталното здравје на учениците, нивната активност се подобрува и сметам дека навистина треба да продолжиме на овој начин. Но како сериозен систем, како сериозно министерство сме подготвени со уште 2 сценарија. Едното е целосно онлайн учење, платформата е подготвена и ставена во функција, или комбиниран модел, едни ученици во училиште, другите онлайн и промена на групите периодично.
Ако се влоши состојбата со ковид, секако сме спремни за ова. Во моментов состојбата е стабилна од 0,01 до 0,03 позитивни случаи на дневно ниво, се уште не е надминат 0,29% од вкупниот број активни случаи во системот на образование. 240.000 ученици секој ден влегуваат и излегуваат од училница, дополнително на тоа и наставниците, што укажува на вистина на низок број на позитивни случаи. Интерна трансмисија уште не е утврдена, но да не заборавиме дека и Министерството за здравство започнува една акција на скрининг во училиштата во координација со Министерството за образование и општините и очекуваме и тој скрининг да даде подетални информации дали состојбата е стабилна во училиштата.